Светска политика, да видиме што се случува во светот и во регионот. Дејане, добро утро. Добро утро. Што се најновите вести што издигнуваат од минатото деноноќие, а и она што се најавува за денеска, можеби? Па она што е вест број 1 е секако апсењето на поранешниот каталонски лидер Карлос Пучдемон, кој живееше во екзил во Брисел, иако го бркаше Европската унија, Европската полиција. Сето тоа интересно е дека Пучдемон беше во Брисел, но вчера одлучи да отиде на некаква изложба на Сардинија во Италија, на италијанскиот остров Сардинија, и таму беше уапсен од италијанските власти. Сега му се заканува испорачување во Шпанија. Што е тоа, црвена потерница на Интерпол? Да, токму така. И само да ги потсетам гледачите дека Пучдемон е лидерот на каталонците, кој 2017 година организираше оној референдум за независност на Каталонија од Шпанија, што е направи најголемата, ми се чини, уставна криза во Шпанија последните 10 на 15 години, можеби и повеќе. Потоа, како член на Европскиот парламент, имаше некаков имунитет. Уставниот Европски суд гласаше да му го одземат имунитетот и тој се наоѓаше во екзил во Брисел, каде што веројатно по некаков договор никој не го закачаше. Иако и таму важи црвената потерница. Иако и таму важи црвената потерница, но остана да кажеме енигма што чека и како чека. А тој вчера посака културно да се воздигне, отиде на некаква изложба и таму беше уапсен од италијанците. Сега му се заканува испорачување во Шпанија, каде што шпанските судови треба да го судат за поттикнување на нетрпеливост, кршење на уставот шпански и обид за отцепување на одреден дел на територија од Шпанското кралство, нешто што се смета за голем грев, така да тој и неговите 20 соработници, доколку бидат осудени, им се заканува долгогодишна робија, што нема да биде пријатно за... И ќе предизвика ни за политички земјотреси во самата Токму тоа и сакав да кажам дека во наредниот период е веројатно случајот со Пучдемон многу ќе го разбранува европската јавност, ако се земе во предвид дека и во другите држави имаше обиди за некакво си отцепување, правење самостојна држава во рамките на веќе постоечки држави, што се стравуваше дека доколку успее Каталонија во Шпанија може да направи еден домино ефект на сите држави останати. Тоа е првиот Карлос Пучдемон. Вчера имаше уште една вест врзана за еден друг Карлос. Да, ово е Карлес практично, а правиот Карлос или Шакалот, човекот кој остана да биде терорист број 1 во историјата на човештвото, дури ни Осама Бин Ладен тоа не успеа да му го земе како примат. Добро, тоа е малку и повеќе легенда отколку, ама има и фактички. Има и фактички состојба, Сашо, но кога ќе ги видиме ака се на дистанца, јас и ти работиме, тој Карлос со овие денешните мислам ми се чини како мало дете, дека не само тоа, туку како господин, во смисла тоа дека тие сепак не убиваа масовно цивили. Имаше имаше некој джентлменски однос во целиот тој тероризам, ако можам така да го кажам, под наводници. Како што оној Арсен Лупен беше синоним на лопов кој беше господин кога крадеше, така овој некако е направен легенда, меѓутоа французите го фатија, го уапсија, има доживотна робија. Вчера доби уште една, ја не знам сега колкав ќе му биде животот, тој е веќе човек во години. Па тој е роден 49-та година и во 70-тите и 80-тите години се прослави, па и во 60-тите со тероризам во кој што имаше високи мети, никој не можеше, инаку неговото име оригинално е Илич Рамирес Санчес. Тој е многу познат платеник, работел веројатно за едно 5 паралелно за 5 разузнавачки служби и после потоа се одмор. Морам да кажам на кратко една анекдота, бидејќи сум ја слушнал лично од покојниот председател Киро Глигоров, кога во некој, сега не ме фаќа за збор, ама треба да е 70-80 години, тој како председател на собранието на тогашна Југославија, СФРЈ, Сојузното го заменува Тито на функцијата додека е Тито на одмор на Бриони, Карлос слетува на аеродромот во Белград. И потоа настанува голема паника, бидејќи Карлос во тие години е најбараниот светски терорист и така натаму, милитант и сето тоа. И одат кај Тито итно, самиот Глигоров, велам, ми го раскажува ова, и друже председниче, другар председател, што да правиме слета Карлос. И Тито им вели наводно,
Карлос летал добро, сместете го во најдобриот хотел, обезбедете му јадење, ако има и други потреби, и тие задоволете му ги, дадете му едно куферче со пари, да бира кој сака пасош да го избере, да му го издадете и следното утро да го товарите на првиот авион, да го испратите во Југославија. Убаво би било да не е тука. Да, затоа што сакам да кажам, токму за тоа се работи. Значи, околу човекот беа испреплетени толку многу приказни и разузнавачки истории, работел и за источни и за западни служби. Опасен човек во секој случај, така бидејќи ја доби четвртата доживотна затворска казна, ми се чини, тоа не излегува тој од. Па еве трите и да ги преживее. Сакам да кажам дека денешното време се смени, но нешто што остана од минатото легендарно некако се уште е актуелно, но она што можеме уште само една мала додавка, бидејќи ми останала во паметењето. Таткото на овој Илич Рамирес Санчес, овој крстен Илич, бидејќи имал тројца синови и бил радикален марксист, и ги крстил синовите Илич, Владимир Илич Ленин. Овој Илич. Да. И сега само да на крај на ова да завршиме целата приказ на овој терориста и начинот како тој реагирал и како тој делувал во светот и каде што луѓето се плашело од него, но повеќе државите се плашеа од него од обичните граѓани. Денеска тероризмот некако се смени, морам да ја кажам, синокешната вест во Тенес и Мемфис, која е продолжување сашо на оние наши анализи од претходната сезона, кога речиси секојдневно имаше од нигде никаде пукотница во цивилни цели и потоа она што ги поврзува сите тие инциденти, а и оној синокешниот е дека немање мотив, цивилни цели во супермаркет и потоа самоубиство на терористот. Практично не се работи за тероризам, се работи за психолошки и психички пореметени луѓе. Или дел од некаков вид на тероризам. Не сме стручни, но само сакав да поврзам како тоа го работеле терористите во минатото, а како денешното време некако станува ограничување за ништо, па ни за цели. Ако сте државен службеник, може да се плашите, но сега почнувате на улица. Денеска и држави немаат ограничување околу тоа кого и како убиваат. Сведоци сме дека американците се извинуваа пред некој ден за еден дронски напад во кој што загинаа цивили во Авганистан, многу па и деца.